Овој објект ќе остане како траен символ на меѓународната човечка солидарност во обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес од 26 јули 1963 година. Ова е дел од надписот кој стои на влезот на универзалната сала. Објект кој требаше да биде безвременски, но Петре Шилегов реши да го руши за бизнис интереси на поединци. Почитувани, ова е извадок од веб страната на Бирото за јавни набавки. Овде се гледа дека градот распишал повик за идејно решение за уредување на просторот на местото каде што е сега салата, со парк и летна сцена. За оваа намена Шилегов планира да даде 6.000 евра за најдоброто решение, 3.000 евра за второ рангираното и 2.000 евра за трето рангираното, со што вкупно ќе се потрошат 11.000 евра од градската каса. Доколку, како што и самиот вели, се уште не одлучил дали ќе ја руши салата, тогаш зошто градот однапред троши 11.000 евра? Очигледно во градската каса има премногу пари, па Шилегов ги фрла за идејни решенија, за кои постои голема можност на крајот тие да завршат во некоја фиока. Или пак 11.000 евра не се ништо кога станува збор за овозможување на бизнис интереси и потребата да никнат над 50 нови згради на местото на поранешната фабрика Треска. А зошто, например, почитувани скопјани, на местото на Треска не никне парк со убава летна сцена, а концертната сала да си остане на својата постоечка локација? Кога сме кај парите врзани за универзална сала, Шилегов исто така треба да одговори и каде се 30 милиони денари, кои во 2019 година градот Скопје ги доби од владата за реконструкција на салата. Дали и на што се потрошени тие наменски префрлени пари? Шилегов и СДСМ немаат основа за правдање. СДСМ и Шилегов се 3 години на власт во Република Македонија и во град Скопје. Самиот чин што досега не делувале и не презеле никаква активност за универзална сала е доказ дека тие години наназад ги лажат скопјани. Шилегов не смее повеќе да ги манипулира граѓаните и треба веднаш да се откаже од идејата за рушење и да отпочне со реконструкција. Во таа насока, почитувани, предлагаме да се искористи проектот за реконструкција на салата оставен од ВМРО ДПМН, а со кој ќе се постигнат следниве цели. Ќе се поддржи мислењето на граѓаните за реконструкција, а не за рушење, ќе се заштедат средства за нови конкурси и идејни решенија и ќе се сочува споменот на хуманост и солидарност на постземјотресно Скопје. Градоначалник Шилегов, надминете ја сопствената суета и послушајте ги граѓаните. Надминете го личниот порив за деструкција и вдахнете живот во веќе постоечкиот објект. Ќе се изненадите колкава радост носи чинот на создавање и градење. Ви благодарам.